Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. 1/3 од парите во буџетот на општина Кочани минатата година биле потрошени за јавни набавки, при што над 60% од средствата ги добиле 4 фирми. Такви податоци се добиени од истражувањето што го направи интернет порталот Призма за трошењето на буџетските пари на локалните самоуправи во Македонија. Општина Кочани се најде на 4-то место меѓу 80-тината општини во Македонија, според бројот на реализирани јавни набавки во текот на минатата година. Новинарското истражување што го направи интернет порталот Призма покажува дека во текот на 2015-та Кочанската локална власт спровела 169 постапки за јавни набавки, за кои е потрошена близу 1/3 од вкупниот буџет. Имено од близу 524 милиони денари, колку што изнесувал буџетот на општината Кочани, околу 161 милион денари биле одвоени за оваа намена. Сепак, со таквата сума, Кочани е неколку места подолу зад групата од 10 општини кои потрошиле најмногу буџетски пари за јавни набавки. Анализата на податоците покажува дека според бројот на жители, на секој граѓанин на општина Кочани отпаѓаат по 4256 денари од спроведените јавни набавки. Близу 65% од парите ги добиле 4 фирми од земјата и странство. На прво место со сума од над 52 милиони убедливо е српската Минел Шредер од Белград, со која лани беше потпишан договор за набавка на лед светилките за јавно осветлување. Веднаш зад неа е градежната фирма Стоименов од Кочани, која добила близу 36 милиони денари од општинскиот буџет за извршување на работите договорени со јавните набавки. Потоа следуваат Жикол од Струмица со 10,5 и Мако од Гостивар со 8 милиони денари. Останатите 63 милиони си ги поделиле 30 на други фирми, кои изведувале градежни работи или пак обезбедиле услуги и стоки што ги набавила локалната самоуправа. Всушност, најголем дел од вкупно потрошените пари за јавни набавки, над 128 милиони денари, се за изведба на градежни и друг вид работи, околу 26 милиони се за повеќе видови услуги, а само 7 милиони денари се за набавка на стоки. Со потрошената сума, општина Кочани има удел од нешто повеќе од 2% од вкупните јавни набавки во државата. Што се однесува до останатите 3 општини од микрорегионот, Виница имала 29 јавни набавки, за кои се потрошени околу 40 милиони денари или 13% од буџетот. Во Чешиново Облешево се реализирале 36 набавки, за што се одвоиле 35 милиони денари или 30% од буџетот, а најмалку само 11 набавки имало во Зрновци, за што од општинскиот буџет се наменети 6,5 милиони денари, односно 10% од буџетските средства. Објавените податоци од анализата на Призма покажуваат дека и 4 општини од микрорегионот се вклопуваат во глобалната оценка, дека половина од општинските пари влегле на приходните сметки кај одреден број фирми, кои се најчести учесници на огласите за тендерски постапки. При тоа во некои општини била регистрирана и класична доминација на една фирма. 25-та јубилејна манифестација Денови на Кочанскиот Орис се годинава ќе трае најкратко, само 4 дена, од 13 до 16 октомври, но ќе биде богата со активности и случувања. На состанокот одржан во општината, Комисијата за култура при Советот на општина Кочани и Организацијскиот одбор на манифестацијата ги договараа и прецизираа деталите околу организирањето со можни внесувања на нови содржини. Комисијата за култура при Советот на општина Кочани и Организацијскиот одбор на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис одржаа состанок со цел финиширање и прецизирање на активностите за 25-та манифестација што годинава ќе се одржи во 4 дена, од 13 до 16 октомври. На програмата од манифестацијата и годинава ќе се најдат бројни содржини. Кочанските денови на Оризот започнуваат на 13 октомври со отворање на 5-та ликовна колонија Свети Пантелеймон 2016 и театарска представа на актери од Пореч, Република Хрватска. На 14 октомври организирана посета на гостите на знаменитости надвор од општината и настап на гостите во околните општини Виница, Македонска Каменица и Зрновци. Изборот на жетварската убавица со настап на гости од Република Хрватска е закажан за 14 октомври со дополнително утврдување на времето на одржување. Во сабота на 15 октомври гостите, делегациите и културно-уметничките друштва ќе бидат примени кај градоначалникот,
А потоа, истиот ден, следува културно-забавна програма со настап на децата од градинките, училиштата, хоровите, децата од фестивалот Музички бранови, фолклорните друштва од општината и групите од странство. Ке се делат и специјалитети од Орис, сутлијаш, лапа и пилав. Кочанските денови на Оризот годинава и со нови содржини. Несуваме нови содржини, имаме спортски активности, имаме настап на хор, имаме настап од порече од Република Хрватска, така да имаме доста активности кои што досега ги немавме, имаме театар кои што значи за прв пат се случува таа година. Очекуваме, како што е јубилеј на 25-та поред манифестација, оваа година да имаме и доста масовно присуство и доста гости и од општината, и од соседните општини и од другите држави кои што традиционално го посетуваат Кочани. Главните случувања се закажани за внедела на 16 октомври, кога ќе биде извршен обичајот за жнејување и вршидба, кои што годинава ќе се одвиваат на нива од Институтот за Орис кај Грдовски пат, пропратено со настап на фолклорна група со жетврско оро. Истиот ден во 12 часот во паркот програмата продолжува со прогласување на најдобриот земјоделец на годината, најдобрата фотографија за Кочани, како и најдобро уметничко дело со мотив од Кочани од ликовната колонија. Комисијата за култура и организацијскиот одбор на состанокот се договараше околу настапот на познат естраден уметник или група од Македонија, каде што беше предложено да се покани познатата етногрупа Љубојна. Во вторник во Облешево ќе се организира крводарителска акција што ќе биде отворена за сите граѓани. Активноста е дел од програмата за одбележување на празникот на општината Чешиново Облешево. По повод празникот на општина Чешиново Облешево, во вторник 20 септември се организира крводарителска акција во салата за венчавки во Облешево. Активноста ќе започне во 9 и ќе трае до 14 часот. И истата ќе биде отворена за сите граѓани кои сакаат да помогнат да се спаси нечи човечки живот. Акцијата е дел од овогодинешната програма за одбележување на денот на општината, што се совпаѓа со верскиот празник Мала Богородица. Инаку, за одбележување на општинскиот празник организирана е богата културно-уметничка програма. Активностите започнаа викендов со трката со мотори. Поаѓањето беше од Облешево, а крајната цел до село Пантелеј. Останатите содржини од програмата ќе се реализираат во наредните денови. Во вторник најавен е настап на игрорна група, како и концерт на Александар Тарабунов. В среда ќе се одржи свечена седница на Советот на општина Чешиново Облешево, како и традиционалното зажнејување на Орис во село Чифлик, а свој музички настап ќе имаат и Евто Попиновски и Даниела Темелковска. Кочанските влюбеници во велосипедизмот упатија јавен повик до надлежните во општината за достојно одбележување на меѓународниот ден без автомобили. При тоа се предлага наместо неколку часа акцијата Сите на велосипед да трае во текот на целиот ден. Во изминатите години и во Кочани се одбележуваше 22 септември, меѓународниот ден без автомобили. Тоа беше повод за реализација на активности со символичен назив Сите на велосипед, во кои обично се вклучуваа најмладите, учениците од основните училишта, и кои траеја час-два. Од клубот за планински велосипедизам, Поскок од Кочани, оценуваат дека ваквата активност е недоволна за да се постигне вистинскиот ефект, поради што упатија јавен повик до надлежните во локалната самоуправа, со барање активностите да траат во текот на целиот ден. Во повикот се вели дека неопходно е макар на еден ден граѓаните да пробаат како е да се живее во град со помалку активни автомобили на улиците. Барем еден ден градот да дише, а луѓето да се превезуваат со велосипед, со јавен превоз или да одат пеш. За да го обезбеди тоа, општинската власт треба да ги затвори клучните градски сообраќајници за автомобилски сообраќај во текот на речиси целиот ден или барем на повеќе часови, се вели во повикот на велосипедистите. За ваквиот потек да не најде на негодување од страна на граѓаните, треба сите граѓани добро и навремено да се информирани за значењето на денот, неговите цели и активностите кои ги презема градот. Покрај добрата информираност за активностите што ќе се случуваат во текот на самиот ден, неопходно е улиците што ќе бидат ослободени од автомобили да станат простор за најразлични активности, организирани од градот или самоорганизирани од граѓаните. Доколку вистински се испромовира целата активност, сигурни сме дека таа ќе најде на поголема поддршка, бидејќи сметаме од и за почеток
Кочани може да издржи еден од 365 дена без автомобили, стои во јавниот повик на клубот Поскок. На крајот, членовите на клубот нагласуваат дека улиците се јавни простори, што не постојат само за да се користат од автомобилите. Денот без автомобили треба да им дозволи на граѓаните да видат нова страна од својот град, а локалната власт да ја охрабри употребата на одржливи модели на транспорт. Со тоа ќе се подигне свеста за избор на транспорт што го има во околината, а на тој ден улиците ќе дишат, се вели во упатениот јавен повик од велосипедистите од Поскок. Голем црковно-народен собир и манастирска слава на храмот посветен на Свети Климент Охридски кај локалитетот Шарена Чешма на Осоговските планини се организираше во неделата. Со света божествена литургија беше одбележана една година од денот на неговото осветување, а се читаше и слово за патронот на храмот Светиот Климент Охридски по повод 1100 години од неговото упокојување. Една година од осветувањето на храмот Свети Климент Охридски и 1100 години од упокојувањето на патронот на храмот и на Македонската православна црква беа одбележани со света божествена литургија и со голем црковен собир на истоимениот манастир сместен во падините на Осоговските планини кај локалитетот Шарена Чешма. Голем број верници се собраа во неделата во чест и слава на големиот светител Климент Охридски и заеднички повикуваа кон Бога за милост и спасение. По светата божествена литургија со која ќе началствуваа свештеници од Брегалничката епархија, беше осветен славскиот колач, подготвен од ктиторот на манастирот господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со пригоден рецитал слово за Климента беше подсетено на огромното Климентово значење за христијанската вера, како и за поучителните слова на светиот Климент Охридски, за секој кој што сака суштински да го свати Христовиот збор. Со овој свет храм од Македонската православна црква што го носи неговото име, пред кој стоиме, кој денеска слави една година од осветувањето. И овде, на Осоговските планини, благодарение на ктиторот Благој и семејството Ситновски, се чува патината на Климентовото живење и време. Славејќи го Климентовото дело, подсетуваме дека годинава се навршија 1100 години од упокојувањето на Свети Климент. Верниците кои што беа присутни на славата палеа свеќи за здравје и упатуваа молитви кон светителот. Ово е прослава на Климент, кој е починат пред 1100 години, а јас као верник на православието ги посетувам манастирите и црквите. И тоа е поводот. А плюс тоа, самата природа дава, значи, величествено за да се дојде тука да се види и да се ужива. Имавме желба да дојдеме заедно со внуката. Тоа ми е внука. Често ли посетувате? Па да, кога можам, одам. Ето. Па нормално, па нашто со го вие супер, одлично. За сите присутни верници беше организиран и ручек, а верници доаѓаа во посета на манастирот во текот на целиот ден. Од ланската година, кога владиката Иларион го освети манастирот, секоја година, недела по празникот од секување на главата на Свети Јован Крстител, ќе се организира слава на овој манастир, кој што е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. Започна 31-иот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо во Истибања. Фолклористи од Монголија, Латвија, Украина, Романија, Турција неколку дена ќе ја презентираат нивната култура и традиција. Играта, песната, танцот, преточени во фолклор, секој септември ги обединуваат и изближуваат децата од 3 континенти на едно место, во село Истибања. Илјадници километри во патување за да се стаса да се биде учесник на 31-иот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Повеќе фолклористи од Монголија, Латвија, Украина, Романија, Турција се во Истибања за да ја презентираат нивната култура и традиција. 31 година поред овде во Истибања продефилираа безброј фолклорни групи од многу земји од светот. И сите тие оставија дел од културата како спомен за истибанци. Преку танци,
преку песна, ќе можеме да ја запознаеме културата, обичаите, традициите на гостите што се денес овде. За учесниците, првиот впечаток е нашата гостопримливост и широкоградост. Македонија е земја која што сакаат да ја видат и доживеат. Први пут гостуваме на фестивал Истинско здраво живо. Ние сме за прв пат на овој фестивал. Дојдовме да го представиме националниот фолклор од Црна Гора. Ке настапиме со игри од Црна Гора. Игри из Црна Гора. We are for the first time in Macedonia. За прв пат сме во Македонија. Нашиот ансамбл брои 80 деца, од кои 25 се тука. Пееме, играме, свириме различни инструменти, но претежно танцуваме. We not only dance, we play different instruments and we sing traditional songs. На отворањето на фестивалот впечатливо доминираше и македонскиот фолклор од сите краеви на Македонија, а гости беа не само ветераните на китка, туку и членовите на копачка. Една мощна убава иницијатива што господинот Стојков ја возобнови, односно ја установи и навистина за овој регион е пример како треба да се негува и чува, како и презентира фолклорното богатство на Источна Македонија. Јас сум млад веќе во китка 5 месеца, а задоволство ми е тоа што го одржаваме македонскиот мелос. Активностите продолжуваат во Македонска каменица. В среда фолклористите ќе настапат во Облешево, а в четврток е закажан гала концертот во спортската сала во Виница. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра третото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. Осогово доживеа втор пораз поред, овој пат како домакин на надпреварот против Овчеполе од Свети Николе. Фудбалерите на Осогово останаа со празни раце во третото коло од првенството на третата лига Исток. На стадионот Никола Мантов, жолто-сините беа немокни да и се спротивстават на солидната екипа на Овчеполе од Свети Николе и претрпеа пораз од 2:1. Со тоа, втор надпревар едно по друго, тие се без бодови и остануваат на дното на табелата, а со прикажаната игра и постигнатите резултати, тешко дека ќе можат да ја вратат до вербата на своите навивачи, но и да ги оправдаат најавите дека ќе се борат за врвот и пласман во повисок ранг на надпреварување. Дека на средбата со Овчеполе Кочанскиот третолигашки има тешка задача, се виде уште во првото полувреме, кога гостите поведоа со 1:0. Погодокот во 9-та минута го постигна Нацев, кој се најде сам пред голот на домашниот голман Глазаров, па не му беше тешко да го совлада. До крајот на првото полувреме имаше уште неколку шанси за гол на двете страни, но тие останаа неискористени и на пауза се отиде со водството на гостите. Во вториот дел, наместо да заиграат поангажирано и да го изедначат резултатот, домашните играчи продолжија со истата игра, па гостите го зголемија водството. Само 5-6 минути по почетокот на полувремето, осоговци доживееја нов шок кога по една нивна неуспешна офсайд стапица, гостинскиот фудбалер Трендафилов успеа да го совлада домашниот голман Лазаров и да ја доведе својата екипа во водство од 2:0. До крајот на надпреварот, во обидите да го намалат водството и да извлечат барем нерешен резултат, фудбалерите на Осогово постигнаа само половичен успех. Во 60-та минута Натков постигна гол, што до некаде ја врати надежта кај домакините. Сепак, до последниот свиреш на судијата Стојанов не дојде до промена на резултатот, иако на 2 минути пред крајот на надпреварот имаше спорен момент, во кој можеше да биде досуден удар од 11 метри за Осогово. Штипскиот судија оцени дека во 16-тникот на гостите немало груб старт врз домашниот Блажев, па дозволи играта да продолжи, а неколку минути подоцна означи и крај на средбата. Победата на Светиниколчани е заслужена и покрај грешките во судиските проценки, а Осогово ќе мора на следните средби да бара извлекување од дното на табелата и поправање на бодовното салдо. Воспротивно, со досега прикажаната игра ќе биде отпишано од сериозната тројка за пласман во повисок ранг, што се најавуваше пред почетокот на првенството.
Вестите на Канал 8 завршија, ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.